Презентирана новата пресметка на синдикалната минимална кошница, ќе растат ли платите во јавниот и приватниот сектор? Одговор денеска бараме од Иван Пешевски, подпредседател на Сојузот на синдикати на Македонија. Добар ден, добре ни дојдовте во емисијата. Добар ден, поздрав до гледачите. Со кои предизвици се соочуваат најчесто вработените, односно кои се најбројни пријави во Сојузот на синдикати за прекршување на работничките права? Па, ако ја земеме 2023 година, преку 10.500 пријави имаше за прекршени права од работен однос. Најголем дел од пријавите беа за неисплатен регрес на годишен одмор, понатаму неисплатени додатоци на плата, за прекршување на право во работен однос, се она што е уредено во договорите за вработување, нешто што не се испочитувало од страна на работодавачите, работниците пријавува и доброто е што од страна на Државниот инспекторат за труд е постапено по сите овие пријави. Во голем дел од нив имаме резултати каде што се поправија грешките, меѓутоа имаше и во 2024 година во текот на месец јануари неисправени грешки, како што беше неисплата на регресот за годишен одмор. Тоа е едно прашање што е најгорливо, вака да кажам, за работниците, бидејќи поголемиот дел од тие пријави не го запазија рокот до 31.12 и моравме да постапуваме и во новата година. Меѓутоа има голем дел од пријавите каде што не се исплаќа и додатокот за прекувремена работа, додатокот за минат труд, додатокот за работа во недела или во празник. И ќе кажам дека оние работодавачи кои што навистина имаат колективен договор и почитуваат право од работен однос согласно колективниот договор, ги почитуваат и исплатите на времено према работниците. Меѓутоа, голем дел од пријавите и од јавниот и од приватниот сектор беа нереализирани до крајот на годината и луѓето немаат друг излез освен да пријават во Сојуз на синдикати на Македонија, каде што понатаму ги процесираме тие пријави до Државниот инспекторат за труд. Тоа значи дека се уште некој нема земено К15? Се уште некој нема земено К15 и да биде трагедијата поголема, имаме едноисти работодавачи кои што во континуитет не исплаќаат или пак исплаќаат на одредени вработени или подружници во предпријатието, а не исплаќаат на сите. Ја слободно ќе ја кажам дека јавно предпријатие Национални шуми се случи да од 30 подружници во 25 исплати регрес за годишен одмор, а во 5 не исплати, за што се смета едно прекршување големо на право од работен однос, каде што ќе следат и соодветни тужби и санкции према такви работодавачи, бидејќи се прави прво дискриминација, второ тотално непочитување не само на општиот колективен договор, туку и на Законот за работни односи. Имаше нормално дел и од приватните компании, особено од секторот каде што доаѓам градежништво и индустрија за градежни материјали, да дел од вработените навистина не го испочитуваат рокот или пак прават некои дупки во законот, ќе кажам, каде што прекувремените часови ги прераспределуваат, истите не ги плаќаат, понатаму еден додаток за минат труд што е законска обврска, исто така пробуваат на некој начин да го прикријат. Таков случај имавме во КНАУФ Радека Дебар и таму ќе кажам со име и презиме работодавач, бидејќи на вистина сето она што го имаат подпишано луѓето во договорите за вработување во колективниот договор не беше испочитувано до крај од страна на работодавачот. Верувам дека ќе постапи инспекторатот по тие пријави, доколку не приморани ќе бидеме секако да поднесуваме и соодветни тужби. На крајот на минатата година ја презентиравте новата пресметка на синдикалната кошничка. Новата пресметка на синдикалната кошничка овој пат беше изготвена од страна на двајца поранешни министри за финансии, кои што навистина ги сметавме за експерти и беа ангажирани од страна на Сојуз на синдикати на Македонија, за да немаме прибелешки од некои представници на власта дека ние ја правиме сами кошничката. Напротив, кошничката прибира податоци и од тоа што го гледаме на терен со анкетари, и од Државниот завод за статистика, и од тоа што го изготвија професорите. Покажа податокот дека е навистина недоволно една просечна една минимална плата да се преживее месецот и истата веќе достигна 57.000 денари. Тука беше малку поправена и ревидирана во делот на одржување на здравје на тоа семејство, зголемен беше делот во транспорт, во тековни трошоци за стан, доколку не се подкирија или немаат стамбен кредит семејствата. Таа ставка беше дополнителна и така е преку 70.000 денари кошничката, со што веруваме дека сега тој репер ќе биде за понатаму една основа како треба да се зголемуваат платите, имајќи во предвид дека она зголемување кое што го имавме до сега во месец март не е доволно за да се покријат повторно и да се зачува куповната моќ на работниците.
Статистиката покажува дека за да се преживее едно 4-члено семејство во Македонија се потребни 2 просечни плати, а не 2 минимални, што е навистина поразителен податок и факт да ние работниците можеме за овие плати кои што се нудат да работиме и да го издржиме месецот. Да, што за жал е многу тешко во нашата држава. Ќе се зголемуваат платите во приватниот сектор, ги споменуваме неколку пати. Да, видете, платите природно се зголемуваат, имајќи во предвид дека голем дел од работодавачите се, како да кажам, предизвик им беше да најдат добар мајстор, меѓутоа од друга страна, она што е зголемување 1000-2 согласно минималната плата е недоволно и имаме компании каде што повеќе од овој процент или износ се зголемија платите, но пак ја кажам, цените и трошоците на живот пред време ги надгризуваат овие покачување на платите. Не се осеќа комотен македонскиот работник да со едно вакво покачување на вистина осети некој бенефит или заштеди средства за годишен одмор или има средства за некои непланирани работи од надвор од таа синдикална кошничка, бидејќи видите, не може да се држиме во месецот на минимум. Ние не зборуваме за социјална помош, туку зборуваме за плата, каде што тие работници бараме да бидат и продуктивни и со мислата на место да кажам додека е на работно место, а не да биде повреден или не дај Боже да загине на работното место, затоа што сето тоа низ годините што се таложеше од ниски плати и лоши услови за работа доведува да секојдневно луѓето на градилиштата ни се повредуваат и гинат. Да, кога сме ке работниците, остануваат ли тие безбедни на своите работни места? Зависно од секторите, сега ако ја земеме јавната администрација и канцелариските работници, да, безбедни се на своите работни места. Меѓутоа, во трудоинтензивните дејности, како што се текстилна чевларска индустрија, тешка метална индустрија, тешка градежна индустрија, самиот сектор градежништво, агрокомплексот како убиец број 1 на работните места се води, ќе видите дека согласно бројот на работници процентуално земен од вкупниот број на граѓани, навистина имаме голем процент со повреди и жртви. Само минатата година 20 повреди со фатални последици имавме. Имавме преку 200 повреди на работното место, што за нас како мала држава и релативно мал број на вработени е навистина поразителен факт. Апелот е да многу повеќе се стави акцент на темата безбедност и здраве при работа, бидејќи тоа не треба да го гледат работодавачите како трошок, туку напротив како мотив да ги обезбедат на своето работно место луѓето, бидејќи нема ништо поважно од нас да еден работник е здрав и безбеден на своето работно место, со што ќе ја извади народски кажано платата не само за тој работодавач и за себе, туку и за придонесите во државата. Доколку се повреди, ќе биде натовар на фондот, ќе биде во загуба и работодавачот и семејството на тој работник. Главната алка во системот за почитување, односно непочитување на правата на работниот однос? Главната алка може да се каже дека се државните институции, бидејќи видите во социјалниот диалог многу полесно се постигнува било каков резултат кога преговараат организациите на работодавачите и синдикатите. Меѓутоа, оној голем дел што работи на црно, на вистина државата и владините представници треба да се погрижат на друг начин да го регулираат. Имаме се уште многу луѓе и работници во државата кои што работат на црно. Се уште имаме плата во плик, се уште имаме враќање на одредени средства кои што ги заработуваат луѓето, се со цел да се дојде до некој денар повеќе. Меѓутоа, од другата страна, пак ќе кажам, здравието и животот на луѓето немаат цена. Можеби треба да се појачаат, ќе кажам, државниот инспекторат за труд, бидејќи постојано на терен и треба да имаме инспектори во сите сфери кои што ќе го контролираат и процесуираат она како се спроведува законот во пракса. Понатаму ресорните министерства кои што се загрижени за социјалата и трудот во државата, меѓутоа пак ќе кажам и апелирам да работниците си се организираат во синдикати и ги изнесуваат своите проблеми, додека работодавачите треба да се организираат во своите организации на работодавачите. Да не дозволиме државата да биде посилна од овие организации, да биде еден вид судија над нив и да кажува како треба, што треба, а од друга страна да не го применува законот, онаму во тој дел каде што и она ќе кажам најголем работодавач во самата држава. Имаме администрација од преку 130.000 луѓе, а работниците и останатите граѓани не се задоволни половина од сервисите кои што ги нуди самата држава. Од друга страна прават притисок врз приватниот сектор, а не гледаат дека во јавниот сектор она е таа што не ги почитува правата од работен однос или прекршува одредени права од работен однос. Кој е апелот или повикот до работниците и сите оние кои што се засегнати од оваа ситуација? Па апелот е да колку можеме повеќе ние како Сојуз на синдикати на Македонија вршиме и обуки, и едукации, и семинари и сето тоа што следува на работниците, да ќе кажам, од друга страна да пријавуваат се она што го има на терен како прекршување на право од работен однос, не само до нас, и до Народен правобранител, и до Државен инспекторат за труд,
и до сите институции, бидејќи само свесноста кај работниците и кај нас граѓаните ќе доведе можеби до некое можно решение како да се надминат овие проблеми. Од друга страна, сето тоа што сме го премолчувале наназад низ годините, доведе до навистина голем екзодус на млади луѓе од државата, до квалификуван, високо квалификуван кадар и се плашам дека ќе дојат години кои што ќе бидат потешки, колку и да мислиме дека сега е тешко. Ако продолжи вака да останеме без работници и без луѓе, ќе бидеме држава каде што навистина ќе биде залудно да политичарите кажуваат ќе биде подобро, кога нашите луѓе веќе си заминаа во Европа. Тогаш ќе остане Македонија навистина, не знам како да кажам, надвор од сите можни рамки, нешто што ќе биде многу тешко да се врати во старо време или во првобитна положба или во она време што било подобро за работниците. Тоа значи дека тешко е се уште да се задржат младите тука во нашата земја? Верувајте дека многу е тешко, од ден во ден се поголем број се заминуваат, не само работници од овие струки од трудоинтензивните дејности, едноставно цели семејства заминуваат од државата, без притоа државата да стави прсти да рече каде е проблемот и што може да направиме за граѓаните. Да не го гледаме само делот на профитот и на парите, туку треба да го гледаме и делот да ги задржиме луѓето и тој профит и тој труд што го вложуваат да остане тука како домашен производ. И само на суштено прашање, останува ли Сојузот на синдикати на Македонија во својата зграда која што има секогаш? Сојузот на синдикатите на Македонија има еден единствен дом, тој е работничкиот дом и верувам дека барем ова раководство што е во моментот ќе успее да го задржи тој имот што го имале работниците и што треба да го наследат следните работници и нивните представници. Друга куќа ние немаме, така што нека не пробува никој да не сели од таму, бидејќи тоа нема да се случи. Без разлика каква одлука се донела, ние ќе си ги запазиме сите понатамошни правни механизми и сето тоа што ни го нуди судот во Страсбур и така натаму. Верувам дека ќе си останеме таму и генерациите после нас ќе имаат дом каде што ќе може да ги подобруваат условите за работа, да обезбедат уште подостоинствени плати, се со една цел да останеме тука и да изградиме домашната економија. Да, секогаш на страна на работниците. Благодарам многу на одвоеното време. Се гледаме во нека наредна прилика. Ви благодарам и вам.